Одбраната нема до овој момент добиено никакво решение за одредување мерка притвор на обвинетиот Сејат Кочан во тој предмет, така да не можам ништо да ви кажам додека се дознаваме само од медиуми. Како медиумите пред обвинетиот, пред одбраната добиле информации или решение дека некој е ставен во притвор, навистина не ми е јасно. Дури на веб страната на Основниот суд се обидувавме да најдеме такво нешто, нема. Тоа треба медиумите да објаснат како наместо на обвинетиот, на медиумите им се дава информација дека некој е притворен. Портпаролите на судот го потврдија тоа. Одбраната... Дали се крие одлуката дека е одреден притвор? Можам само да предпоставувам, но дека е крајно невообичаено на обвинетиот и на одбраната да не се даде решение, а да се даде на медиумите информација, но не од судот, бидејќи судот дава информации на веб страната, званични за тоа што се случува. Кој ја дал информацијата, можеби вие можете да ми помогнете да ми објасните, но на одбраната и на обвинетиот мора најнапред да им се достави. Додека не се достави решение на обвинет, на одбрана, Сејат Кочан е слободен граѓанин на оваа држава и може да си ги обавува сите своји активности. Меѓутоа, господин Тодорски, вчера беше последен рок за одлука по таа жалба. Сега не може да не е... Роковите не се однесуваат на обвинет, на одбрана, се однесуваат на суд. На спекулации, рок за одлука по жалба, не да некој одреди притвор. Значи, по жалба можеше, како што законски требаше, според длабоко уверување на одбраната, да обстане првостепеното решение. Може би обстанало, јас не сум го видел решението. Вие тврдите дека е одреден притвор, не јас, ниту пак судот во званична форма на одбраната.